Инвестициите неопходни да заживее Bloodhound SSC не беа најдени и пред дури и да се обиде да го сруши светскиот рекорд во брзина, проектот официјално беше згаснат. Но, како во некоја божикна бајка, одеднаш се појави анонимен финансиер од Јоркшир, кој најави дека ќе откупи банкротираната компанија и дека Bloodhound ќе продолжи кон својата цел. Тој лани на првите тестирања стигна до 338 км на час. Плановите предвидуваа во 2019-та да се направи уште едно тестирање со 800, а посакуваните 1609 км на час да се постигнат во 2020-та. За тоа беше ангажиран Енди Грин, кој е и единствен што нема многу да загуби со укинувањето на овој проект. Тој уште во 1997 година го има постигнато сегашниот рекорд од 1227 км на час. За развојот на Bloodhound SSC беа ангажирани преку 100 инженери и техничари. Возилото е долго скоро 13 метри и располагаше со два мотора, млазен и ракетен со вкупна моќност од неверојатни 135.000 конски сили. Имаше и трет мотор, 5-литарски V8 од Jaguar, кој беше задолжен за препомпување на горивото во ракетниот мотор. Беше предвидено возилото да биде расклопено и со продажба на компонентите и опремата да се подмират долговите. Финансирањето на овој проект се базираше на донации, а во најдобрите времења имаше 350 спонзори.